Претпоставам дека Марија ќе биде во делот од општината Аеродром со оглед на тоа дека беа едни од можеби најпогодените општини и населби во нашето Скопје, каде што всушност голем дел од граѓаните и нема проток на електрична енергија. Марија, добро утро. Добро утро, колеги. Токму така ово утро решивме да се лоцираме во општина Аеродром со оглед на тоа дека оваа општина беше една од најпогодените од вчерашното силно невреме кое што го зафати Скопје. Кратко, но силно невреме, силно бидејќи навистина предизвика голем број на штети, а го прекина и односно немаше струја и во освен Аеродром во Новолисиче и Ченто. Некои делови од овие населби добија струја после кратко време по самото невреме, но делови од овие населби нема струја дури до доцните часови. Овој прекин струја беше како резултат на урнат далновод од силниот ветер со кој што беше пропратено самото невреме, како и исто така со силен дожд и град. Ова силно невреме вчера предизвика во населбата Аеродром семафорите да не бидат во функција, со што го тежна самиот сообраќај, односно одвивањето на самиот сообраќај. Но ово утро можеме да забележиме дека се уште не се во функција на булеварот Јане Сандански. Сега за сега гледаме дека нормално се одвива самиот сообраќај, но со оглед на тоа дека имаме искуство, навистина има поголем број на возила, половина час после 7 би представувало проблем, верувам, доколку не се реши овој проблем со самите семафори на овој булевар. Исто така напоменав дека овие семафори не се во функција од вчера. Имено кога почна самото невреме, предизвикуваше навистина голем проблем за сите учесници во сообраќајот, како оние кои што ги возеа своите автомобили, ги оставија своите автомобили настрана некаде на тротоарите, некаде покрај улиците со цел да почекаа да помине силното невреме, додека пешаците бараа за солниште за да не бидат повредени од силниот град. Што се однесува до штетите кои што ги предизвика невремето, овде во Аеродром навистина можевме да забележиме, барем ние ово утро, насекаде паднати дрвја, гранки, можеше да се забележи и токму овде спроти мене, но пред да се вклучиме дојдоа надлежни екипи и го расчистија самиот неред кој што беше овде веднаш спроти мене, односно во самото паркче. Но како и да е, може навистина да се забележи долж овој булевар насекаде паднати гранки и дрвја кои што се резултат на вчерашното невреме. За невремето можеше да се види и на социјалните мрежи, односно од многу видеа и слики кои што беа објавени од страна на граѓаните. Промена на температурите се очекуваат и денеска, барем така беше најавено од УХМР, така да во следното вклучување на лице место ќе откриеме и дали завршивме со ова кратко силно невреме или пак не очекува промена на температурите и во текот на денешниот ден. За крај ќе напоменам исто така дека покрај тоа што вчера Скопје, делови од Скопје беа зафатени од ова силно невреме, беше зафатено и Кавадарци, градот Кавадарци, каде што се најави чистење на сливниците и санирање на штетите кои што беа предизвикани и од невремето кое што се случи таму. Од овде ќе ве поздравам. Се надевам дека детално информиравме за се оно што можевме да го видиме моментално на терен, се разбира и за вчерашниот ден и се гледаме за половина час од сега со нови информации од УХМР за тоа какви температури не очекуваат деновиве.